се случило ако Булгарија се ядоса и реши да атакува Европа? Првата стъпка ќе биде да ја окупира Македонија и ќе даде сокрушителен удар с газа. Гледате, овој застрашувачки филм остави страшни последици на мене. Визионерски филм на бугарите. Солзи, леам се препотив, гледајте. 2 дена око не сум склопил од тој сокрушителен удар што ќе ни го нанесе с газа. Прво, вима вас прегледано психијатар, прво вака да ве прашам. Мислам, особено вие што го правиле тој филмот, тоа клипчето, видеоклипчето. У фазон ШББ-КББ. Што би било, кога би било, тоест, да. Не стварно бе, дали сте вие нормални да ве прашам? Си правите бајрам со паметот. Ама тоа, значи, ние сега треба да се молиме за вие да не се ядосате, ако се ядосате, ќе ни нанесете изгледа сокрушителен удар с газа. Што и да значи тоа сокрушителен, не знам български, ама убаво звучи вака, сокрушителен удар. 3 точки с газа. Пазете, членка на НАТО, членка на Европска Унија, си прави клипчиња, кое што веројатно тамо некој им дал тоа дозвола тоа нешто да го направат, како ќе ги нападне соседниве држави, од кои што некои од нив се со нив членки во истото тоа НАТО, вклучително и војската на Северна Македонија, на кој што ќе нанесе сокрушителен удар с газа. Абе, бугари, последен пат кога бевте многу јадосани, го похапвавте мачорчета. И тоа бајги го похапвавте. Мислам, кога бевте последен пат многу јадосани, кога решивте да атакувате на Европа. Особено на малата Македонија, на војската, на слабата војска на тогашна Македонија во рамките на Југославија. Ау, како го похапвавте мачорчето, вие сте заборавили изгледа. Изгледа стварно ви треба нова војна за да се подсетите како сте го похапвале мачорчета во таа претходната војна. Знаете што? Секој што заборел како изгледала неговата последна војна, изгледа треба да се подсети од време на време. Му треба изгледа нова војна. За убаво да се подсети, за више да не му текне. Тоа е една работа, тоа треба самите овие членки на НАТО да си подразмислат за оваа членкава што сака да ги нападне другиве членки на НАТО. Мислам, можете да замислите по ова каква сме јури од Сојузот тоа, НАТО-то. Али ај, нема везе, се е многу мода да се вика, тоа е добро, тоа е супер што сме членка на НАТО, тоа е А овие членкиве, не дај Боже да се јадосаат што се на НАТО и почнат да се напаѓаат една со друга. Абе Путин, вака кога гледа, да ќе рече овие, ако се овие супер му е негове, топ, со вакви членки на НАТО, а Европска Унија, членкава, бе, на шо личеше она? Пазете, кој ќе се јадосала Булгарија, и кој ќе нанесе сокрушителен удар с газа, според тоа визионерско клипче, лесно ќе ја победила македонската војска, овие србите одма ќе ни претрчале на помош. Немало ни секунда да чекаат кој ќе виделе дека нашата војска е сокрушително уништена, ама овие бугариве лесно и нив ќе ги совладале, пазете, србиве лесно ќе ги совладале. Интересантно. И на крај романциве ќе ги совладале, не, грциве ќе ги совладале, исто членка на тоа, па ги тргнале на романците, со нив нешто како што разбрав на тоа бугарски, малце потешко ќе им биде, ама и нив ќе им ебат мамата. И на крај ќе им преостанало, нема да им преостанало ништо друго, туку да си пружат рака со остатокот на Европа и да ги востанува, да ги утврдат своите нови територии. Психијатар, еден малце ви е. И двајца ви се малце. Конзилиум со одредена терапија може да заврши работа.
Обаче, имаме ние во наши одредени историски читанки како сте бегале по Источна Македонија пред војската на генерал Михајло Апостолски. А тоа галиба не е нешто фризирана историја, измислена, како што имате обичај да кажете, туку токму тоа и се случи. А втора работа е како вие ја подигнавте опашката и решивте да му седнете у скутот на Сталин, па после глумевте лудило до ден денеска, глумите лудило дека не сте биле фашистички режим кој што седел во скутот на Хитлер и на Мусолини. Но добре, има време, ќе научите, ама изгледа ќе треба, а најверојатно тоа ќе се случи еден ден, пак да го добиете, јако, и тогаш може ќе ви дое паметот, и ако сега мислите дека сте недопирливи, мислите дека сте многу моćни, супер, продолжете и понатаму така да мислите, нас тоа многу ни одговара, па ќе видиме. Србиве, би сакал само да им укажам да полека да се спремаат за вашиот сокрушителен удар, или како и да се вика тој збор. Не знам што значи, веројатно значи пресуден удар, јак удар, појма немам што им значи тоа се згаза. Не е битно, србиве спремни ќе ве дочекаат. Они колку сакаат такви. Што сакаат сокрушителен удар се згаза да им нанесат. Колку сакаат такви. Лепота, ќе ве дочекаат со раширени раце. Него, остајте шала на страна, по овие вакви клипчиња што гледаме, што ги пуштаат бугариве по интернет. Галиба болеста галопира, се развива со галопирачки ритам, со присутна ептен психоза, маниина величина, нема да биде лесна лечењето, ја треба долготрајно тоа да се третира. И оно што најважно говори од целата ова работа, од оваа хистерија, пошто ја немашам никако другачи тоа да го протолкувам тоа клипче што иде по интернет, освен како производ на една масовна хистерија и би рекол нервоза и невроза, затоа што мислам дека полека и регионот, и таа Европа, чии членки се, почнаа да ги провалуваат нивните курназлаци, нивните шовинистички, колониалистички аспирации кон соседите, впрочем, за тоа и целиот овој клип што си го направиле. Како беше она? Све што е мило на баби јој се снило, како беше на српската. Не е битно. Што е баби мило, тој се снило. Ете, така беше некако. Или радој се курена пијано пиче, што би рекле овако. Може не овој точен баш споредба, компарација, ама тука е некаде. Нивната нервоза у последно време, предизвикана од оној извештај на овој Вајц, зборува сама по себе. А тоа зборува и нешто сосема друго, дека оваа македонска власт не е баш хај-хуј како на претходната, на квислинзите социјалдемократи, туку очигледно прават нешто во меѓународната политика, во надворешната политика на Македонија, што страшно ги нервира бугарите и ги доведува во состојба на хистерија. И тоа го покаже во Европскиот парламент, бара и тој Вајц да го тргнат, тамо да не биде више тој како се вика таа комисијата во Европскиот парламент, што треба да се изготви извештај за напредокот на Македонија. Така што, апропо клаката на квислинзите од Социјалдемократскиот сојуз, на нивните спин мейкери или спин доктори, со која што секој ден се обидуваат да ја омаловажат надворешната политика на државата, на сегашната власт, очигледно не им држат вода, затоа што бугарите не би биле нервозни воопшто кога Македонија би им играла по нивни ноти, како што беа многу задоволни во времето на СДС,
кога Заев, а после овој Ќурка, игра строго по нивни ноти. Тогаш беа многу задоволни, многу срекни, многу пријателски расположени. Не фантазираа за сокрушителни удари на соседите. Така беа малце, полежерни беа. Освен што си беа брутални пак у тој делот кога го негираа постоењето на македонскиот народ и македонскиот јазик, ама впрочем како што таа го правеле уназад 150 години. Ништо ново нели за нас. Го слушам пред некој ден и овој Ордановски на тоа некој тамо подкаст и замислете, вели, тврди дека секогаш кога биле социјалдемократите на власт, Македонија напредувала во меѓународните односи. А мислеше на тие евроинтеграции, тие на го дај ми го со Унијата. Али пази што вика? Вика, секогаш сме напредувале кога биле СДС на власт. Секогаш, без исклучок. Само што и секогаш СДС за тоа нели плаќал многу висока цена, последниот пат ја платиле највисоката. Абе, дилајла една. Па што ти кажува тоа? Дека многу паметна работа правеле уврска напредокот на Македонија у тие меѓународни интеграции? Или правеле нешто спротивно од тоа, па затоа плаќале висока цена? Како што платија максимално висока цена последниот пут, се само упукаа у глава 3 пути. Тоа само на СДС може да им успее, да земе пиштол и да се упука у глава 3 пути. До толку само убилачки влегоа у процесот на предавство на сопствената држава и сопствениот народ. И они тоа се уште го сметаат нивните спин доктори, го сметаат за нивни успех, за нивна доблест, за нивна вештина, мајсторство на водење на политика на преговарање. Тие СДС, тие им нанесоа сокрушителен удар на македонците. Така што им го подместија нивниот газ на сите странски соседни шуши што има аспирации да ја стават својата шепа врз Македонија и врз македонскиот народ. Мене не ме плаши никаков сокрушителен удар од страна на бугарите. Мене поише ме плаши таков сокрушителен удар од страна на овие домашни шуши и предавници што живеат покрај нас. Ги гледате до вас како седат во кафич, во кафана, во ресторан. Ги гледате на малите екрани. Ги кажуваат своите овие квислиншки идеи, планови. Чиниш, го измислуваат тркалото. Чиниш, измислуваат лек против канцер. Чиниш, не знам, откриваат квадратура на круг. Тие се најопасните. Пред известно време еден тип ми кажа, викам, абе, кога, викам, овие работи ќе почне држава да ги решава со овие говеда претходно што праве, она што го праве. Вика, чекај полека ќе видиш. Тоа немаше ни месец дена може од тој муавет. И опет еднаш ја гледам сега, уапсен еден од кланот Заеви за проневера тамо, за криминал огромен, не знам колку, 90 милиони евра ли поима, немам тартмарт. Со него ише, не знам, 23 души. Само не разбрав се дали се приведени или сејаки, мислам дека се приведени исто така. Небитно, ајде, немам. Ако грешам, извинете ме. Знаете тоа што значи кога што го фатиле тој тип што го превеле? Тоа значи дека оваа власт, оваа држава, она што ми го кажа типот през известно време, дека има намера да тргне по главните играчи од таа преддавничка партија, меѓу кои се спомнува и одредени фирми на сегашниот лидер на СДС, што ги имали у Бугарија, у не знам каде, у Бугарија.
Шо бара, бе? Човекот тој има штаб со таква професија. Има фирми. За кого, во чие име? Интересантно, врло интересантно. Зошто му се потребни? Кога и онака наплаќа операции пун курац 1000 евра у мој термин. Зошто му е таа работа? Дали сега ви доаѓа на памет, ви кликнуе, зашо они уствари купуеле златни визи в Дубај? Дали ви кликнуе зашо сакале да започнат, тоест имали идеја да започнат нов живот некаде у пизду материну, некоја пустина, тамо да живеат со мунгоси и мамби и кобри, шта ја знам што има у таа пустина све. Гледате како коцките полека мозаикот се сложува. А што мислите, дека овој сега што го уапсија дечково од кланот Заеви, дека е Ибе Паликуќа, дека е Мир Чацев и Страшо Пинџир уедно, дека ќе си го брани капот од Дитути Капи или каповците над него? Има да пропее. И така ќе дојда до сите. Има да пропее. Знаете зашо? Сум го рекол тоа еднаш. Не барајте чест меѓу курви и лопови и криминалци. Имате, ете зошто е пак хистеријата кај СДС голема цело време уврска со несреќата во Кочани. Не ја вадат од уста во своите овие јавни говори, пресконференции. Тоа па тоа. Не апсал во свој, не апсал. Па еве сега вчера, која завчера го апси тој со обезбедување од собственик, што е на тоа обезбедувањето во Пулс, сега не било доволно. Или тој бил жртвено јагне. Значи, пазете кај спинува. Демек тој бил жртвено јагне. Па кого сакате да уапсат? Па нормално го апсиле собственикот на обезбедувањето кој што пуштало малолетници од диското и кој знае какви други пропусти се правеле. И не знам што ќе докаже истрагата, дали пропуштен зали мижели кога дрога влегувала од диското итн. Дали они сами учествувале итн. Истрагата тоа ќе си покаже. И што се дешава? Ќе земат, ќе лаат и ВМРО бук ќе им направи потек, баш уврска со они што лаат, што викаат дека нема да го направи, баш тоа ќе го направи после. Ама не е доволно. Ова е само за замачкуење очи. А кој гарантира дека утре нема да биде уапсени друг и трет? И сите тие што останаа тamo. Зошто? Затоа што истрагата не е затворена, тоа го потенцирав 100 пати. Истрагата не е затворена. А тоа значи дека не е затворена. Значи секојаш има шанси да улетаат нови овие пиленца у стапицата или у кафезот. Затоа што оние што се веќе у кафезот не им преостанува ништо друго освен да пеат. До ре ми фа до ре ми. Та. Песничка јас напишав. Само нема стихови. Пеат, затоа што им е битно да го спасат газот, да добијат што помалце години робија. Ете тоа. Али пази, битно се духовити. Уствари за СДС не можам да кажам дека се духовити, баш оние птен кажуваат вицови од што мораат, ама ни на нив самите више не им се смешни, затоа и на нас не ни се смешни. Ти кога кажеш виц, а самиот виц не ти е смешен, не очекувај дека другиот ќе ти се насмее на тој на кој што му го кажеш. Али овие бугариве признавам, ама доктори се за кажување вицови. Они толку си веруваат у вицоите, што не може човек да не се смее. Како, например, овој последниот, што ќе се случи ако Българија многу се јадоса и реши да атакува Европа.
особено војската, слабата војска на Северна Македонија и да ја нанесе сокрушителен удар с газа. Абе, гледате тамо помалце, вицо и кажувајте да не похапвате пак на чорчета како 1944. Ај чао, а вие размислете околу овие мои визионерски зборови. Пред да го нанесете тој сокрушителен удар с газа.